Видовме дека загаденоста, наместо да се намалува, се повеќе се зголемува, особено политичкото загадување што го трпиме, значи населието непрекинато што секојдневно не притиска и ни ги предизвикува сите овие стресови на кои што воопшто не сме должни да ги трпиме, а всушност треба некој и должни се тие што се обврзани да ни го заштитуваат тоа наше право и сигурноста што треба да уживаме, мирот и спокојот. Напротив, тие ни ги предизвикаа сите овие состојби да сме во потпун неспокој и цело време, значи ние наместо да се дадеме во нашите животи да ги збогатуваме од било каков аспект, да ги развиваме уште подобро, ние сега сето наше време го користиме да оспориме нешто што всушност и не треба никој да му го прави на еден народ и на државата, и затоа отпорот станува уште посилен. И всушност сега тоа не е ни протест, само ни отпор, туку е еден започнува еден чист народно-ослободителен фронт во кој што секој поединец, секој македонец, родолюб, ќе треба своето место да си го најде, односно цело време да биде на таа позиција се до конечно ослободување од оваа окупаторска диктатура. Значи, ние сме под окупација и се што прави окупаторот е неприфатливо, невалидно. Тука спаѓаат и председателските избори, кои што се исто едно измама, тешка злоупотреба на народот, на гласачот, на граѓанинот, што ни се случи на парламентарните избори 2016, што ние од тогаш ги оспоруваме цело време, а сега истото треба да се случи уште повеќе со тоа што би се дало легитимитет на нелегитимните. Значи, тоа е суштината зашто воопшто не треба да се излезе на овие избори и на секои други што би ги организирала окупаторска власт.